Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во интервју изјави дека Македонија е подготвена за сите неопходни реформи, не само заради ЕУ, туку и заради посилно и подобро општество. Тој истакна дека реформите во владење на правото и управување се национален интерес. Муцунски нагласи дека државата не е подготвена за уставни измени без цврсти гаранции од ЕУ дека тоа ќе биде последното барање од Бугарија. Тој изрази загриженост за можни нови барања поврзани со идентитетот и јазикот. Министерот порача дека европската стабилност зависи од интеграцијата на целиот Западен Балкан. Потсети дека Македонија го започна европскиот пат со Хрватска, но се уште чека на почеток на преговори. Од 27 август, од 5 часот, регионалниот пат П-1106 Нова Брезница, македонски брод преку Националниот парк Јасен повторно е отворен за сообраќај, известуваат од Автомотосојузот на Македонија. Патот беше затворен поради неодамнешните пожари во регионот. Возачите се повикуваат на внимателно возење поради можни одрони. Од Автомотосојузот на Македонија информираат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози. Интензитетот на сообраќај е зголемен поради летните одмори, но на граничните премини од македонска страна нема значајни задржувања за влез и излез од земјата. Со новите измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, мајките во Србија ќе добијат право на посебен стаж кој ќе влијае врз висината на нивната пензија. Од 2032 година, мајките со едно или две деца ќе добијат дополнителни 6 месеци или една година стаж, додека оние со 3 или повеќе деца ќе добијат 2 години веднаш. Овој стаж нема да биде услов за пензионирање, но ќе се вклучува во пресметката на вкупниот работен стаж и ќе резултира со повисока пензија. За користење на правото, мајките ќе поднесуваат барање до фондот за ПИО. Србија со ова се приближува до европските стандарди, како Германија, Австрија и Франција. Од денеска стапува на сила одлуката на Доналд Трамп за двојно зголемување на царините за индискиот извоз, со нова казнена стапка од дополнителни 25%. Царините се воведени како одговор на купувањето руска нафта од страна на Индија. Најпогодени се текстилот, накитот, обувките, мебелот и хемикалиите, при што вкупната царина за некои производи достигнува 50%. Индија најави финансиска поддршка за извозниците и нови пазари, додека САД овозможија привремено ослободување од царини за стоки испратени пред 17 септември. И покрај трговските тензии, двете земји потврдија дека остануваат посветени на стратешкото партнерство, особено во рамки на четворката. Доналд Трамп изјави дека ќе воведе економски санкции кон Русија ако Владимир Путин не се согласи на прекин на огнот во Украина. Тој нагласи дека не сака светска војна, но предупреди дека може да следи економска војна која би била штетна за Русија. Трамп повтори дека украинскиот председател Зеленски сноси дел од одговорноста за конфликтот, но изрази надеж за мирно решение. Иако претходно најавуваше санкции, тој се уште нема поставено конкретна временска рамка за нивно спроведување. Сончево време со мала до умерена облачност, попладне во источните делови со услови за локален краткотраен дожд, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервалот 9 до 18, а максималната ќе достигне од 27 до 34 степени. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до 14, а максималната ќе достигне до 32 степени. Како што соопшти управата за хидрометеоролошки работи. До петок времето ќе се задржи претежно сончево и топло, со постепен пораст на дневните температури. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. За време на викендот времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Во сабота ќе дува умерен до засилен југозападен, а во недела ветерот ќе го смени правецот во северен.